Почитувани гледачи, посакувам добре дојде во најновото издание и последно за оваа работна седмица на контактната емисија Очи во очи, каде што ќе разговараме за нешто кое можеби одамна не сме го ставиле како тема во тековните изданија на оваа емисија, со оглед на тоа дека можеби затоа што трае повеќе време и токму затоа и го поставуваме како прашање денеска после толку денови. Скоро па да речеме, значи уште 10 дена, па ќе стигнеме до 2 месеца откако се поставени камповите пред влада, односно антивладиниот камп пред владата на Република Македонија пред таа зграда. И одма другиот ден, значи првиот камп се постави на 17 мај, кога беше впрочем и антивладиниот протест пред таа зграда. А потоа на 18 мај, кога беше митингот на владеачката партија ВМРО-ДПМН пред собранието на Република Македонија, во паркот Жена Борец, во спомен паркот Жена Борец, беше поставен кампот на чуварите на демократијата. Двата кампа со спротиставени гледишта. По првичните анкети кои што се правеа, значи откако се поставија камповите, при анкетирањето од страна новинарите, едните веруваат дека ќе се заминат кога ќе се замине Груевски од фотелјата, другите пак во другите кампови велеа дека ќе се заминат кога ќе се заминат овие првите, што значи резултатот би бил дека и двата кампа би се повлека кога би се заминал премиерот на Република Македонија Никола Груевски, но во секој случај од тогаш натаму многу работи се случуваат и во едниот и другиот камп, и едните и другите кои што се дел од менаџирањето практично на тие кампови организираат постојано дебати, соодветни програми кои што се случуваат во комплексите кои веќе стана своевидни комплекси. И каде што најчесто на дебатите се зборува за прашања дали за барање на нешто кое што се смета за изгубено зборуваме за оној камп пред владата или пак за одбранување на нешто кое што се смета за добиено и развиено во оној камп кој што е пред собранието на Република Македонија. Во секој случај, прашањето е дали камповите пред влада и пред собрание ја исполнуваат, односно ја исполнија својата цел. Кое е вашето мислење и што мислите дека понатаму би се случувало со овие кампови со оглед на тоа дека преговорите за излез од политичката криза премногу долго веќе обстојуваат во периодов. За денешната лидерска средба која што беше закажана, Сабајлево беше откажана и веројатно не успеа да се сретнат повторно, туку не успеа да се сретнат повторно денеска за да се сретнат, да се договорат кога повторно ќе се сретнат политичките лидери. 0260 91 924 или 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашето мислење по однос на денешната емисија. Повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па сега, ова веќе видено. Меѓутоа, кај нас има еден нов занет, како да кажам, една нова струка, тоа е штрайкбрехери. Овие камперите пред владата, тие предходно рекоа дека ќе постават камп и ќе бидат тука додека не падне оваа влада. Си има своја цел. Меѓутоа, веднаш по 24 сата другите отидоа пред собрание. Со која цел отидоа пред собрание? Што бранат тие пред собрание? Собранието го бранат. Луѓе во Македонија веќе од немаштија и од корупција, од се преку глава им е дојдено. Ја ги разбирам овие луѓе што се пред владата, бараат слободен живот во Македонија. Слободен живот бараат во Македонија. А кај нас се повеќе и повеќе е таа слобода се губи. И јас го поддржувам овој камп, а овие, ако веќе имале таква намера, нека излегоа пред овие камперите пред влада. Добро. А не веднаш после нив. И за се нешто. Една демонстрација ќе биде од една страна, веднаш се јавуваат други демонстрации од друга страна. Добро. Благодарам многу. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Дали камповите пред владата на Република Македонија и пред собранието на Република Македонија ја исполнија својата цел е прашањето за кое што разговараме денеска. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Да, вак.
Јас сум еден од тие што секојдневно идам таму пред владата и протестирам за да ја ослободиме Македонија. Од овие, како да кажам, криминалци. Не, како да кажам, тоа кажувам криминалци. Да, ние ќе исполниме својата цел, што сме таму, и сигурно ќе победиме, но тие што се пред владата, пред собранието, тие ја бранат демократијата. Со самото тоа ја бранам демократијата, тие немаат демократија. Значи, демократијата не се брани. Треба да биде слободна, секој народ, секој човек треба да размислува онака како што наликува на личноста. Значи, треба да идеме пред собрание и да протестираме за донесување на демократијата во Македонија, а не да браниме демократијата. Нема брање на демократија. Слободно треба да се размислува. Ете, тоа е тоа. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, колега. Ве слушам. Петар Христовски Пепи. Поздрав до вас, Пепи, повелете. Поздрав и до вас и до сите во 24 колеги и колешки, прво колешки се зборкав, па колеги и до сите слушатели. Повелете. Па сега ја имитирам првата госпожа која фаќа стално, а јас таму сум работил, па не можам да фатам. Ми е чудно, како фаќа прва секој ден. Првата госпожа. Да, ајде за темата, господин Пепи. Вака, на темата многу јасно, овие пресобрание немаше да бранат, го бранат криминалот, не бранат они демократијата, а през владата треба да останат во сите нормални држави. После овие работи се случија. Веднаш оставка требаше да си поднесе премиерот, веднаш нови избори, па кој ќе победи, кој ќе победи. Со на брзина тие овие избори на списоците на тоа, знаете кој е огнен. На што мислам. И да бидат фер. Иначе вака само не лажат. Денеска ќе се состанат. Нема. Утере нема да има никаков состанок, нема да има ни влада, ќе си продолжи мандатот на Груевски до крај. Јас сум убеден 102% што вика Амди Байрам. Едино да си даде оставка или па да не се случи народ да влезе насила во парламентот што е тоа. Добро, да. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, господин Пепи, да се задржиме на темата за која што разговараме. Главната и централна тема на денешниот разговор во оваа емисија се токму камповите пред владата или пред собранието на Република Македонија. За тоа дали сметате дека си ја исполнија својата цел без разлика на целта која им била зацртана, едните за барајки демократија и оставка од првенствено од премиерот на Република Македонија Никола Груевски и понатаму од останатиот дел на владата, а другите пак во одбрана како чувари на демократијата и за изразување задоволство за тоа што досега се е направено и за чувување на тоа да продолжи и понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Двата кампа. Првиот камп во рете предниот чисто еден ден со 24 часа повеќе од пред другиот, пред онај за демократија. Меѓутоа, првиот се знае што бара. Бара да настапи демократија во државата. Ја бара демократијата. А која демократија ја бара онај кампо пред собранието, тоа не ми е јасно. Како прво, да не ги вреѓам, меѓутоа такви се состава таков. Ако знаат на латиница да напишат збор демократија, за да сечам. Значи, гледам што сорта се таму собрани и што прават и во колкава количина се, то очигледно дека се одени таму луѓе кои што навистина сега местото може и таму му. Нема друго. Иначе ова влада од кој влада е, се удира со, ако опозицијата направи протест, ова влада прави одма контрапротест. Се сеќаваме на протестот пред речи го на площад Слобода. Одма контрапротест. Се случи одма по 15 минути контрапротест да има. Так. Тоа е чудо некој невидено од организација. Значи нешто едноставно
Исто така во општина Центар. Одма контра протести кршење на оно што е народно. Тоа се глупости невидени. Добро. Не знам како ја брана демократијата. Кој е тој начин, на кој начин се брани демократија? Добро. Демократијата не е анархија. Демократијата е демократија. Значи, демократија е демоци. Во демократијата сите се подеднако исти пред власта. Добро. Овде испаѓа дека некој треба да биде привилегован и понатаму. Некој брани за некој да биде привилегован. Не може така. Добро. Јас мислам, овие пред владата навистина предњачат, народот е со нив и е за нив и навистина ја се борат за демократија. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Она што е забележително и кај двата кампа, без разлика дали станува збор за тој пред владата или тој пред собранието на Република Македонија, на почетокот на своите први денови, да речеме, првите 10 дена, има многу зголемено присуство на граѓани кои ја поддржуваат целта поради која што се кампува пред овие две владини институции. Истовремено, во текот на последниот период, бројот и кај едните и кај другите е значително намален со тоа што се поставуваат прашањата дали воопшто ние и реално има и потреба се уште тие кампови да постојат, дали пред владата, дали пред собранието. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Видите, не треба да правиме многу. За мене ми стоат тие малку и циркузни работи што се прават и секој се бране да на својата волата се ја пушта на своја страна. И тие пред владата, и тие пред собранието. Секогаш кога има едно, онма има друга контра. Тоа секој бил така. Јас препорачувам да не ги вадат камповите, ќе требат тие кампови, ќе има и понатаму такви работи. Јас мислам, треба да престанеме со тоа и собранието, и пред владата, и опозицијата. Тука се гледа, тоа не е единство. Тука се цене воопште Македонија, напредокот и се. Нема смисла. За мене стојат овие некои играчки за деца. А камповите да ја постигнале својата цел, не верувам и нема да ја постигнат. Како и до сега протестите што немат постигнато. Се најубаво ви пожелува љубов. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Видете сега вака. По мене како човек што размислува со својата глава и што не носи розови наочали, ајде едниот камп пред влада го разбирам што протестира, дали е тоа начин оправдан, неоправдан, не навлегувам. Си кажуваат проблемите и на трибините кога ги одржуваат, поради што бараат, што им е целта на кампувањето, што им е целта да се смени владата и тоа го елаборираат со примери. Меѓутоа, овие другите пред собрание што седат у хотели некои од 60-тите години од лошото време, и пазете, ваму ги разбирам и говорниците што доаѓа да зборат. Меѓутоа, ваму, кај вториот камп, така збориме тие што брана демократијата во државата. Прво, не знаат во што е нарушена демократијата во државата, никој не може да им одговори. Нивните говорници се тие петорица што верглаат нон-стоп, едните исти се. Луѓе што злоупотребуваат демократијата. Еве Каракамишева, професор на правен факултет, член на управен одбор на Македонски пошти. Тој таму еден исто жена му у протокол во кај премиерот, он тука нешто се клати онакото, значи ненормален непотизам. Луѓе што ја злоупотребуваат демократијата во лични интереси се најголемите говорници ја бранат демократијата. Они не ја бранат демократијата, они ја си го бранат личниот интерес. Јас затоа нив не можам да ги сватам. Меѓутоа не може да ги сватам луѓево што таму седат, зашто не размислуваат и не ја гледаат вистината. Сем тие петорица, Пандов, Каракамишева, тој си таму Костали, како го викаат, они други говорници не носат, тие верглаат едно те исто. Им дојде извештајот од Приби, искочи да го напаѓа Каракамишева, тој бил срамен. Пазете, господјава зима пари од два центра. И од пошта и она сега демократа голема. Па зашто на него ослободи тоа едно работно место, еве за Дечково, открива Паланка што ни е десетки денеска на финки, што му кажува на премиерот дека со патување во странство и со купување лаптопови он умовите во Македонија нема да ги задржи. Зошто таа господја него ослободи тоа, него цица од 2 месеци, таа ми каже мене што е демократија. Так, добро. Многу убава демократија ми бранат. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Здраво,
Македонија. Ве слушам, повелете. Од Шипка Раковенц. Поздрав до вас, повелете. Директно на темата ја ќе рекувам. Ајде. Никако другојач. Кампот пред владата. Факт број 1. Беше прв поставен. Значи се брани демократијата на Македонија. Демос значи владење на народ. Што кажува тоа? Дека народот, фактички, народот, волјата на народот, што гласал, овде се руши, не се брани, бре луѓе. Спротивно на тоа, управување на народот. Народ сменија сите 500.000 или доминантно мнозинство од гласачите, над 80%. Сте ги погрешили елонците. Логично. Друго, страшното. Овде секој пат се тражеше само едно. Рушење на институцијите на системот и рушење на најголемиот реформатор у светот. Сите го признават, зашто ние да го плюкаме човекот. Ако поголем е рейтингов, сега има 30:2 у однос на Заев, а по судењето ќе има 30:0. Значи, се оде у небулози. Добри са некои работи што ги направи. Еве, и опозицијата признава да се разводи власта, да се разводи самиот премиер. Бидејќи околе него го кажуваат како забеган. Оти околе него има исто деца, нафатирани, лакирани мајмуни. Не оставате простор да ги изнесеме пред јавност. Ама со аргументи. Не само овде да плукаме, еве, со главата у цидот. Ќе ги изнесеме. Тие што точно ги направи човече, од улица ги зема, а го прават забеган. Добро. Дали сваќате? Да се задржиме сега на камповите. Да завршам одма. Нема како, не завршувате во контекст на камповите, не? Да. Ајде. Поентата е, дајте реално да ги гледаме. Иста мака имаме. Македонија во прашање. Разверите, доста шали, нема шали. Значи, не може да се оди нешто што се вика народ. Владите се менуваат, народот е единствен. Демос, значи он ќе управува и у наредните избори ќе видиме кој колку сработил. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Само околу технички, околу преводот на зборот демократија. Демос е народ, кратија е владење и од тука излегува демократија, односно владење на народот, или зависи како го поимате, или владење на народот, или народно владење, зависи од преводот. Има многу голема разлика. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Здраво, легенда, како си? Добро е, како сте вие? Добро е. Повелете. Вака, седно со камповите. Погласно малку држијата, повелете. Камповите, по моје, треба подхитно да се растура. Добро. Оти ова е сето на терет и на државата и на народот. Значи, некој ги финансира ними што седа пред кампо, та едните, та и другите. Значи, тие подхитно треба камперите да се растура и премиерот малку да се заниша со овие мигрантиве, како што ги слушав сега 24 вести, се кажува дека секој 5-та жена е бремена. Уште тоа сега ни фали, нека се разродат овде емигрантите, ти не ќе знаеме дали сме македонци, бугари или ки знае шо сме. Значи премиерот треба со друго сега да се расправа, а не камперите, тие треба сами да си заминат. Оти Македонија, значи тонит, а не нагоре да оди туку тони. И се закажува уште поголема криза во Македонија. Добро. Едно приватно прашање, ако може до тебе сега. Ако морате, ајде. Кога ќе идиш во Прилеп? Утре. Ако идиш утре, во Кривогаштани си пожелен во Вилхил, имаме посебна гозба за тебе, те очекуваме да не посетиш. Ви благодарам за поканата. Поздрав до Кривогаштани, ви посакувам убав ден таму. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Поздрав од Прилеп. Поздрав до Прилеп, повелете. Првите кампери знаат шо бара. Првите кампери знаат шо бара и знаат
треба да работат. Треба да работа институциите, бара демократија. А вторите ќе дојдени таму само за сладолет и за слама. И го има тоа, сладолет и слама. Ама јас имам се еден предлог. И едните и другите да се пресела на водно, да го брана водно. Оти водно ќе го запуста овие. Големиве демократи. Добро. Ала и пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас и ви посакувам убав ден во Прилеп. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. И јас се слушам вас. Добро. Поздрав до вас, повелете. Дали е исполнија својата цел камперите? По моје да. Добро. Вчера бев во Биколка, во Скопје, и констатирав дека целта е исполнета. И гледам и пред владата, и пред парламентот што се случува. И сега има разлика тука нешто, што треба да се направи. Иначе јас сум интелектуал. Прво, прашање е вака. Ситуацијата знаеме во Македонија каква е, влада е економска и политичка криза, тоа е точно, може да го негира. Меѓутоа, прашање е едно. Дали знаат овие пред владата кој е Никола Тарак? Ова уствари пред парламентот грешка. И зашто се таму, кого чуваат? Дали знаат кого чуваат? Кој човек ги води, ја води држава? Од каде тој човек потекнува? Дали знаат дека од Левинсон, дека овде не го интересира за Македонија, ама баш ништо? Дали знаат дека водно, као планина, дека може слуши да и ќе слуши тоа ако го тајме ние помиш така да работи, ама нема тоа да му се случи. Затоа што народот се освести веќе и ќе почне да презема работа. Сега, овој проблем што се случува е малку поширок. Јас повеќе пати се јавувам, дека кажувам дека сега веќе проблемот во народот. Е во власта. Не може нас да не водат четворица луѓе во држава како што избојува, ги знаеме коите. 20 македонци, 20 албанци. Па тие не се тегови овдека, па најпосле, така нека бидат. Се мора да се преземат некои радикални мерки и веќе да се стави крај на овој проблем во држава. Така, вие сметате дека камповите би требало да се повлечат, не? Може да го решат неколку луѓе, не мора цел народ па најпосле. Добро. Ви благодарам. Пријатно. Да, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Гледач на линија. Поздрав до вас. Ти си прекрасен водител и би требало малку да им ги скратиш дискусиите, сите да кажеме по една работа. Ја, што е до мене, искрено да ви кажам, тајмер би ставил, ама не е демократски. Знаеш што е демократски? Демократски е да имат, како се вика, муда да ја кажат вистината. Добро. Во кратки црти е вакна. Едниот камп е на ИСИС, другиот камп е на Боко Харам. Овие закопаа Македонија. Тоа е. Три реченици да кажат се. Ме разбрате, нели? Едниот камп на Боко Харам, другиот на ИСИС. Знак прашање колку мислат добро на Македонија. Добро. Благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Да, тоа би било убаво кога би можеле сите да бидеме пократки во своите излагања. Добар ден. Добар ден и до сите гледачи, здраво. Поздрав. Се јавуваме, те добиете, бараме никако да те добиеме, па еве, сега добивме. Мило ми ја повелете. Ја чудам од 92 година за Македонија. Не почнува, ова е рана, многу стара рана е ова. Ова рана ме сеќаше, некој зеде пари, куфери пари, не знам дали луѓето има меморија, луѓето дали има меморија да се сетат куферите што исчезна од Њујорк, што Киро Глигоров не сакаше да ги подпишува законите, што ватија атентат му направија, тој Грко Месеј што беше во Македонија, што му даваше сати поклони, сите овие платеници Месеј што се сега сакаа проблем. 10%
Замисли, го расипува цела Македонија. Вие треба да се свестите. Ќе свртем на енглески. Јас бевме се во Америка кога тоа се случуваше. Македонија требаше се распадне многу одамна. Вие многу го знаете, вие новинарите многу тоа го знаете. Македонија требаше се распадне, ама пишано е во Светото писмо дека сме први и ќе бидеме последни. Овие што опиња копилината српски или не знам од кај, тие нема да му се усвои жалбата. Нема. Апостол Павле вели први ќе бидете последни христијани на светот. Али ќе дојди трета светска војна до нова година и тешко на овие луѓе се што коштаа проблем. Ќе се исколат меѓу себе луѓето. Затоа сега се прави ова нештото. Во сите земји, вика Библијата вели народот ќе збесни, вика луѓе без мозоци. Не знаат шта прават. Само за да може да си наштете, да може да се јават еден со друг. Тоа не беше Југославија во Босна? Беше. Еве го сега. Одете многу одамна. Овие луѓе актери што играат акт голем во Македонија многу стари. Тие куфери пари, тие грци ме се што треба да вратат сега парите назад или ќе му сечат глајте. Ете тука е проблемот. Добро. Ајде некој нека се сети на тоа. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. На муабетот за камп и шатори се разбира дека недостасува уште куферите. Добар ден. Секој патник до душа треба да линија. Да, на линија сте, повелете. Мислам дека треба да се каже јасно и гласно дека камповите само делумно исполнија задачата. Целта ќе биде исполнета тогаш кога ќе дојде демократија во Македонија. А за тоа треба уште многу време. И многу разбирања и од нас и тие однадвор кои што помагаат или одмагаат на македонската политика. Да кажеме дека секој од камповите имаше одредена цел и одредена позадина која што ги поддржува и дека нивната задача е само во дел исполнета. Толку огнене од мене. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па вака по мене камповите одамна ја исполнија нивната цел. Би требало да се повлечат, но слушнав пред некој ден за учесници во тие кампови од обидве страни. Сега, она владеачка страна плаќала по 2000 денари. По 2000 денари. А по 1500 денари плаќале на овие Па, дали е тоа стварно демократски протест, дали пред влада, дали пред собрани, платени. Тоа ли е демонстрант кој знае зошто избегува, зошто седи тука, а не да му се дава, ајде да дадат, да донираат јадење и пиење во ред, ама пари да им дават. Значи, исти се оба две страни. Никогаш не су бил за двете страни. Но кога слушав ова, стварно се згоди. Ми велат, зашто не се приклучиш, ке ти плата толку. Фала, не треба. Од мене толку огнен, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Веројатно тоа се невисоките суми кои што досега се имаат пуштено низ кулуарите. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Во врска со камповите. Ајде. Сакам да кажам, ни едниот камп треба да биде тука, ни другиот камп треба да биде тука. Ја имам 78 години, од тие 78 години во нијена земја во светот не се поставени кампови. Значи, демократијата има граници. Не може демократија без граници. Ке нас демократијата е без граници. На тоа еднаш мора да му се стави крај. Не може, ние збориме, бараме демократија, а не бараме демократија. Ние врвни луѓе кои провоцираат и кои зазиваат да излезат на улица, да земат, да дојдат на власт со војна, со убиства и каква демократија тие бараат. Па не е ова пред 100 години, ова веќе 21 век и треба да се освестиме сите дека ова вака
Не оди. И треба да камповите двата одма да се повлечат, а владата да одма преземе по радикални мерки према ними и да ги избркат. Добро. Ја толку имам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Уште малку имаме време од емисијата. Добар ден. Добар ден, поздрав од Куманово. Поздрав до Куманово, повелете. Вака, да кажам дека кампот пред владата повеќе ми се допаѓа затоа што има и разни трибини тука се држат. И општо има тука живост. Зошто кога од вашата телевизија отидов во кампот кај собранието да барат интервју, му стави рака на човекот, на репортерот. Не сека да зборува. Значи да се разбереме, интелигенцијата е во социјалдемократскиот. А ова другото, да не кажам, внимателно. Е на страната на ВМРО ДПМН. И затоа тие се гласачи за пари. За пари. Значи ќе му плати, ќе гласа и готово. Ама после трпи со нас. 4 години пак нема пари од каде. И ние трпиме и тие ќе трпат. Добро. Благодарам многу и пријатно. Поздрав. Да, поздрав и до вас и благодарам за јавувањето и убав ден во Куманово, како таму така и на секаде низ Македонија и за гледачите кои што денеска не следеа. И на кои на сите вам ви посакувам убав викенд. За крај се поставува прашањето на денешната тема за тоа дали кампот пред владата и кампот пред собранието на Република Македонија ја исполнија својата цел. Се поставува друго прашање, тоа е доколку сето ова продолжи во текот на месецот јули. Дали тие кампови ќе останат и во текот на месецот август, кога во ниту една државна институција, односно народна институција, како што се собранието или владата во случајот, нема ниту еден вработен со оглед на тоа дека се на годишен одмор. Кого ќе кампираат тогаш? До гледање.